И оваа саботна вечер ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија на телевизија Алфа, во која што денес ќе се дружиме со еден наш млад, талентиран, успешен и истакнат спортист, кој долги години својот спортски талент успешно го надоградува и надополнува со истрајност, посветеност, дисциплина, пожртвуваност. А сето тоа го донесе на пиедесталот на европскиот и на светскиот трон во кикбокс. На мое големо задоволство, денеска мој и ваш гостин во Фактор среќа, Бобан Илиовски. Бобан, добре ни дојде во Фактор среќа. Добро вечер, добро најдов и фала ви за убавите зборови и убавата најава. Секогаш се радуваме и горди сме на твоите настапи, на овие престижни спортски настани и првенства, места каде што токму поради твојот талент, твојата дисциплина, твојата фокусираност и посветеност имаше можност да се виори македонското знаме, да се слуша македонската химна, а ти имаше можност на своите гради да го почувствуваш прво европското, а потоа и светското злато. Дали се тоа најстрикните моменти во твојот живот? Па, реално да. Сите добро знаеме дека овој спорт, поточно кикбоксот, е малце непредвидлив спорт и може за време на припремите се соочуваме со многу повреди, но издржливоста и дисциплината во овој спорт доведуваат секогаш до резултати. Јас сум презадоволен и пресреќен поради тоа што сум поминал тежок период во однос на повреди и слично. И секоја мако трпна работа, секоја напорна работа, на крајот се владува со плод и искрено верувам дека 2024 и 2023 не случајно бев избран за најдобар спортист во Македонија. Тоа се тие блескави моменти, тоа е круна на тој долготраен и макотрпен процес, позади кој што стојат часови, денови на труд, тренинзи, пот, истоштеност, физички замор. Како изгледа цел тој подготвителен процес за такви европски и светски првенства? Па искрено морам да кажам дека тоа е еден долгогодишен процес, тренажен процес, кај што не можам да кажам точно дека 2 до 3 месеци се спремам за надпревар. Да, последните 3 месеци пред надпревар тренирам интензивно, но морам да кажам пред да постигнам европско и светско првенство, ја 10 години уназад константно бев физички активен, константно бев во припреми и како што знаеме, за да се достигне светско или европско првенство, пред се е потребно да биде човек искусен. Има многу случаи кај што некои надпреварувачи и борци се спремни и физички и кондиционо, но го немаат искуството. Искуството во овој спорт е многу битно, а тоа се стекнува само со долгогодишна борба, во смисол надпреварувања, купови надвор од Македонија, исто така и тренинг кампови. На моје огромно задоволство последните 5 години пред да станам европски и светски шампион, имав шанса да тренирам во еден од најдобрите клубови во Холандија. Мислам дека тоа беше пресудниот момент каде што се здобив со многу големо искуство, тренирав со едни од најаките борци во целиот свет и сватив дека искуството во овој спорт е примарната работа и момент за еден човек стане светски или европски шампион. И веројатно не само тоа, туку и таа психичка стабилност, подготвеност, истрајност. Како на тоа поле успеваш да се носиш со сите тие предизвици? Па искрено... Зошто тренинг ќе го направиш, нели? Научен си, знаеш како треба да изгледа еден тренинг, знаеш каков начин на исхрана мораш да почитуваш и лајфстайл, меѓутоа психата е многу важна во сите тие светски остварувања. Мислам дека е пресуден момент да си го сакаш спортот, навистина да го правиш тоа што го сакаш, а јас се пронајдов во овој спорт и го правев искрено, со љубов, и кога една работа ја правиш со љубов, без разлика на какви препреки проаѓаш низ процесот, ќе најдеш решение како да бидеш истраен. Има многу случаи кај што почнуваат, осеќаат кој е притисокот и која е жртвата што треба да дадат во процесот и се откажуваат многу често, али верувам во тоа дека кога искрено го сакаш некој спорт,
ќе најдеш начин и решение како да се спремиш и да го извадиш најдоброто од себе. Многу ме интересира со какви мисли се соочуваш кога си непосредно пред еден меч и за време на самиот меч. Тоа е еден тежок спорт и ризичен спорт, меѓутоа спорт во кој што очигледно ти мощне, умешно успеваш да се снаоѓаш и покрај твојата младост. Убаво прашање, искрено ќе кажам дека многу емоции се измешани за време на борба и пред борба, самите мерења и припреми, но лично јас со адреналинот и стравот, морам да потенцирам и страв дека нема некој борец што не се плаши за време на борба. Тоа е нормално, но многу е битно како го распоредуваш стравот и како го контролираш. Лично јас мислам дека многу добро знам да го контролирам стравот и адреналинот, со што имам предност за време на мечевите, поради тоа што има една добра изрека кажана од Майк Тајсон, еден од најдобрите боксери на сите времиња. Стравот, ако знаеш да го контролираш, може да ти сготви, може да се стоплиш, но ако не знаеш, може да изгори све околу тебе, ако не знаеш да го контролираш. Стравот е буквално како оган. Ако знаеш да си го контролираш, ќе си направиш огинче, ќе те стопли, ќе си сготвиш, али ако не знаеш, може да изгори све околу тебе. И лично се водам според тоа, но сепак ќе кажам дека искуството е пресудно. Мора да помине еден борец низ процес на борби и порази и победи за да стекне искуство и кога ќе влезе на борба да има доволно самодоверба да извојува победа. Поради тоа што на светските и на европските првенства борците често се секогаш 99% се секогаш сите спремни во топ форма и борбите ретко се случуваат нокаут има на борбите. Значи кога се двајца борци спремни, пресудуваат нијанси и за да бидеш подобар во нијанса, мора да бидеш добро подкован, добро спремен, да бидеш комплетен борец. Од кого си ги научил сите овие нешта кои што сега ги кажуваш, а кои што се клучни за да се изгради? Имаат улога и тренерите, и другарите, и мислам дека најголемата заслуга имам самиот ја, поради тоа што навистина сакав да се едуцирам во овој спорт. Бев на секаде низ светот, на кампови, тренирав, учев искуства, гледав други борци, ја и ден денеска константно сакам да напредувам. Како што кажав дека еден борец ако нема желба и ако не го сака, ако нема искрен пристап кон кикбоксот, нема да може да биде успешен. Така да мислам дека љубовта кон спортот е клучот за ова. И сега уште еден сегмент кој што би сакала да го спомнеме во овој почетен дел додека зборуваме за твоите спортски остварувања и успеси е и саможртвата, односно откажувањата. Како млад човек, а посветен на спортот, сигурно си се соочил со еден куп ситуации кога друштвото, пријателите те викаат да излезеш, да прославиш нешто, да останеш навечер некаде во кафејана, во кафуле буден, а не смеш да си го дозволиш заради карантин, ради подготовки, заради таа кондиција на која што се внимава. Да, сум се соочил со такви ситуации. И тоа го сваќав малце по-трагично во моите помлади години, но сега сум благодарен на тоа и едноставно на мојот начин на живот ми стана тоа да си легнувам порано, да јадам здраво, да тренирам по 2 пати. И сега кога ќе размислам дека не сум пропуштил ништо посебно, благодарен сум за тоа и моите ученици моментално дека се занимавам и како тренер, си имам свој клуб и моите ученици, луѓето што ги тренирам, ги учам да го практикуваат тоа, дека на долгорочно тоа ќе им придонесе многу повеќе и во спортот и општо на другите полиња во животот. Да, сега веќе е прекрасно што тоа искуство што си го акумулирал низ годините и на сите тие многубројни надпревари, турнири и првенства можеш да го пренесеш на сите млади кои што сакаат да се занимаваат со кикбоксот. И сега стасуваме до тој момент кога го слушаш своето име и презиме, кога го слушаш името на твојата и на нашата Македонија и си присутен тука, кога знаеш дека цела арена ти аплаудира и го почитува твојот успех, дека златото блеска на твоите гради, а се виори македонското знаме.
какви се тие моменти, какви се тие чувства, Боби? Па искрено, нема зборови што може да се опишат тие чувства, но лично мене од секогаш ми представувало задоволство кога ќе се представам првично јас во најдобро светло, потоа мојата фамилија, другарите, државата, поради тоа што често сме се среќавале во кикбоксот на надпреварување да бидеме потценети од другите поголеми држави и тоа ми било некој начин репер и ми било мотивација да докажам дека иако сме ние мала земја, дека нашата крв е борбена крв и дека се бориме до крај и тоа ми било некако мотивација за сите тие борби без разлика дали се борам со Русија, со Украина, со некои од поголемите земји кои што се они во кикбоксот едни од најјаките светски сили. Сум докажувал првично на сам себе, па и на сите други дека ние сме држава и ние сме нација што сме стварно борбени, се бориме секогаш до крај и верувам дека, и не само што верувам, сигурен сум дека лично јас го сменив погледот кон кикбоксот од другите држави кон Македонија на многу поголемо ниво. Тоа сигурно дека е така, впрочем и сето она што си го остварил оди во прилог на тоа. Таа година кога во Португалија го освои светското злато, би рекла досега за тебе најуспешна година. Иако од самиот почеток на твојата кариера, низ годините ти секоја година нижеше успеси и навистина го помина патот чекор по чекор, полека искачувајќи се кон светскиот врв. Буквално имав многу препреки, имав многу порази, имав многу сомнежи во сам себе, но љубовта кон спортот и љубовта кон тоа што го правам, навистина ми помогна за да издржам низ целиот тој процес и не ми е жал, значи не се каам за ниеден момент, за ниедна повреда што сум ја добил за време на тој процес. Буквално тоа ми прави да се чувствувам многу добро и ми дава мотивација во иднина да бидам све подобар и да го вадам најдоброто од луѓето што тренираат во мојот клуб и заедно да представуваме Македонија и исто така кикбоксот да го дигнеме цело време на се подобро ниво. Така, ти се надпреваруваш во лоу кик, но и во други дисциплини и во секоја од нив веројатно се пронаоѓаш на некој поинаков начин, но што друго освен спортот и боричките виштини, што уште е фактор на среќа во твојот живот? Што друго те прави среќа? Надворот. Па искрено сум размислувал многу на ова, нема некои работи што навистина ме прават среќен, мојот живот е сведен све околу спортот, но најбитно све мојата фамилија, сите да сме здрави, живи, да бидеме сите на број. Исто така среќата на мојата фамилија е многу битна, другарите да се сите на едно место. Искрено немам некоја посебна работа што ми прави задоволство. Цел живот ми е мене сведен на борба, уште од мал ја практикувам да се борам и единствена работа што сакам да се занимавам и искрено сум среќен и задоволен е спортот и кикбоксот. Стварно, кога би размислувал, не би можел да најдам. Јас сакам да се дружам, сакам да искачам, сакам да идам на планина, сакам да скијам, сакам лето, море, све тоа, али искрено сум среќен само се што се работи со спортот. Фокусот ти е на тоа и веројатно тоа е една од причините и еден од главните фактори што си толку успешен и си оствари исклучителни успеси на тоа поле. Бидејќи зборуваме за среќата, морам да те прашам дали некогаш си играл игри на среќа ти или во вашиот дом, дали некогаш сте гребеле гребки, сте уплаќале лото, сте играле бинго? Да, јас кога ќе поминуваме по молови со другари, кога ќе видиме гребки тука у спад, си земаме нека си знаеме, си гребнеме да очекуваме нешто да си добиеме, али искрено до сега не сум имал некоја добивка. Али сега да не се знае кога доаѓа. Така е. Ајде и ние да направиме една мала пауза од разговорот и да ја тестираме токму тука твојата среќа со Урбан Стил гребките на државна лотарија, големи парични добивки, но има и електричен скутер како една од главните добивки. Да видиме што се крие сега во вториот ред. И
Последниот збор ќе го имаат последниве 3 пулиња. Ако имаме 30 износи, имаме добивка, но во твојот случај грепката е без добивка. Повеќе среќа следен пат. Така е. Ќе ти дадам јас тука еден комплет на грепки, за да имаш втора, трета, четврта, пета шанса дома. А сега во емисијава тоа е што е. Нема среќа. Но важно е да имаш ти среќа и во животот, и во кариерата, и на спортските терени. Го спомна и твоето семејство, кој исто така еден значаен фактор за да бидеш успешен млад човек. Тие секако те поддржуваат во тоа што го правиш и она што е воочливо кога човек ќе те запознае уште од прв пат е твојата скромност и одмереност и стабилност. Тоа значи дека и покрај сите овие значајни спортски остварувања ти успеа да останеш до ден денес цврсто со двете нозе на земја. И тоа верувам дека има тесна поврзаност со домашното воспитување и со опкружувањето од каде што потекнуваш. Па да, искрено во овој спорт пред се мора да се размислува трезвено, без емоции, поради тоа што, како што кажав, за време на борба и пред борба емоциите се многу поизразени и со тек на време, со самото искуство, сум научил како да ги спласнам тие емоции и да размислувам трезвено. Мислам дека тоа има еден удел, исто така и духовната енергија, со христијанството, посветен сум на религијата, ја го проучувам, си имам свој духовен отец и мислам дека фамилијата, религијата и моментот со борбите е клучниот фактор за јас си останам приземјан, а искрено и лично мојата карактеристика е човек што е скромен, што е добар, што дури има моменти кај што луѓето малце по на различен начин го доживуваат кикбоксот. Сите мислат дека станува збор за некој агресивен спорт, за луѓе што се агресивни, но напротив, сите успешни кикбоксери, сите успешни боксери, сите борци што се занимаваат со било каква боречка вештина, најуспешните се секогаш најприземени и се најдобри. Оно што е интересно во вашето семејство, што не само ти, туку и твојата сестра успеа да изгради успешна кариера. Андријана е една од нашите познати и успешни манекенки, модели, која што долги години веќе успешно работи во Кина, во Италија, значи надвор и далеко од дома, што значи дека и твојата сестра ја красат карактеристики како што се посветеност, истрајност, борбеност, да, во друга форма секако. Да, морам да кажам дека сум многу горд на мојата сестра, она стварно напорно работи и можам да кажам дека една од најдобрите манекенки и девојка што се занимава со моделинг во нашата држава. Моментално живее во Лондон и таму успешно си ја гради својата кариера. Малце ни фали понекогаш. Тоа ќе прашав, колку често имате можност да се видите, да поминете време заедно со оглед на моментално сестра ми е дома више 2 недели, но кај да е за брзо треба да се враќа во Лондон, поради тоа што има блокирано работи. Но кога ќе биде дома, гледаме целото наше време да си го посветиме заедно, се дружиме, искачаме заедно и максимално се посветуваме еден на друг. Без разлика на тоа што се занимава сестра ми и мојот спорт, ние сме свесни дека семејството е примарната цел и дека без цврста подлога во семејството не можеме да бидеме успешни. И тоа е еден момент кај што ме води во мојот живот, за војнина и моето семејство да ми биде главна цел и приоритет. Од кого сметаш дека наследи најмногу од сите овие карактеристики? Од твојот татко или од твојата мајка, можеби? Па искрено и од двајцата, поради тоа што биле тука и за мене и за сестра ми во тешки моменти, ни биле секогаш потпора. Нормално е секое семејство да се соочува со различни проблеми, но тоа ми дава до знаење и родителите ми дали до знаење дека семејството е еден од најбитните фактори во животот на еден човек, без разлика на сите искушенија и проблеми што ни ги носи животот, да си останеме еден за друг, да си помагаме, поради тоа што ние како семејство не си помогнеме еден со друг, што ќе очекуваме од другите луѓе.
И лично за мене семејството е понастрано од кариера, од спорт, од све, семејството ми е на прво место. И прекрасно е да се слушне ова и да се принеси како порака и за сите млади генерации кои што во моментов не слушаат и не гледаат. Заради спортот, заради многобројните надпреварувања, си имал можност да патуваш и во многу земји, но не сум сигурна колку си имал можност да прошеташ, затоа што кога одиш на некој важен настан или надпревар, практично имаш однапред утврдена агенда и немаш многу можност да направиш туристичка обиколка, да уживаш во сите тие знаменитости кои што ги гледаат и уживаат оние што доаѓаат туристички. Сепак, вака ако размислуваш и ако правиш една ретроспектива, кои се најубавите места кои што ти си ги видел и ти предизвикале ете радост, среќа, задоволство? Искрено, Тајланд ми остави посебен печаток и одвај го чекам моментот да се вратам, да тренирам таму и да останам малце подолг период. Тоа го планирам оваа година, на крај, отприлика декември, планирам да останам 1 месец здравје, поради тоа што некако духот во Тајланд многу ми се допадна и луѓето и атмосферата и културата во тајландскиот бокс ми остави посебен впечаток. Се е сведено на борба, луѓето се многу добри и лично одвај чекам да идам на камп уште 1 месец оваа година и здравје Боже ако има шанса и сакам да се надпреварувам таму пак. Кога зборуваш за надпреварувањето, сега ми се враќа како флеш една реченица што имаш кажано во некој твој интервју, дека би сакал да живееш во времето на гладиаторите. Кога би можел да бираш и да имаш временска машина? Да, како што кажав, мојот живот е сведен на борба и без разлика ако станува збор за борба, не мора да значи дека борба во ринг, општо борба со сите предизвици, борба и со сам себе кроз низ животот. Така да мислам дека највише би се пронаоѓал во тоа време и стојам позади тоа што сум го кажал. Кога ќе се оствари еден таков светски успех, да се освои шампионска светска титула, што понатаму ве мотивира вас спортистите да продолжите да напорно да работите, да тренирате, да се надпреварувате повторно, затоа што велат еднаш кога ќе се достигне врвот дека се менува перспективата? Па нормално, да, и сум го осетил тој моментално, го осеќам тоа на своја кожа, но желбата за успех, желбата за напредок, желбата да овозможиш на својата фамилија подобар живот е поголема од било кои други препреки и според мене тоа е една од главните примарните работи што ме мотивираат да се борам и да издржам низ све тоа. Како изгледа еден твој ден? Кога ќе станеш? Како се одвива твоето секојдневие? Првично денот го започнувам со витамини, дали тоа ќе биде во форма на апчиња или цедени портокали, салата, било какво ошје. Добар шејк протеински, утрински тренинг, обавезно по план малце преспивам, после втор тренинг, здрава храна во 3 пати на денот, често знам да правам ладни кади, буквално влагам во ладна вода, поради тоа што имав повреда периодов и тоа го правев скоро секоја сабаља. Почнав со 30 секунди, па стигнав до 15 минути во ладна вода, плюс додавав и мраз. Прошетка во природа, имам куче, често знам... Пако, тоа е со куче, да, пако. секој ден имаме прошетка со кучето, дружба со другарите, ништо посебно, буквално денот ми е најнормален и уживам во секој момент во денот. Да, тоа е познато дека со твојот најдобар пријател Пако најмногу сакаш да го минуваш времето и на тие прошетки, па и на некои кондициони подготовки водно покрај кеј и сигурно дека ти дава една посебна среќа. Да, искрено морам да го кажам тоа, од кога си го купив Пако, поточно го добив на поклон, мене животот искрено ќе кажам ми отиде во еден друг правец, почнав да се чувствувам многу подобро, почнав да бидам многу повнимателен и кучето е моментално една голема радост за мене во моето секојдневие.
Да, се менува доживувањето на нештата и расте одговорноста кај собственикот за, нели, кога е одговорен за друго живо суштество, а впрочем тоа и навистина се одлични пријатели. Освен твојот миленик Пако, освен другарите, семејството, секако дека заради твојата професионална кариера честопати се дружиш, поминуваш време и со останатите спортисти. Има ли искрено дружење и поддршка помеѓу спортистите кај нас? Мислам дека спортистите во нашата држава меѓусебно многу се поддржуваме, барем лично ја од моето досегашно искуство не сум осетил некои препреки или слични лоши моменти со кои да сум разговарал, дали јас давам совет или примам совет, секогаш тоа било добронамерно и мислам дека тоа е една позитивна работа во спортот во Македонија, што меѓусебно си помагаме и си знаеме да си се најдеме еден за друг. Имаме ли потенцијал кај младите генерации, бидејќи сега веќе работиш и како тренер и секојдневно си во контакт со тие млади деца кои што ги прават првите чекори, првите обиди во кикбокс, како стојат работите? Колку имаме талентирани деца, но и што е најзначајно за од нив во иднина да прераснат такви врвни спортисти како што си ти? Искрено јас гледам многу потенцијал во многу од децата, но многу има и улога и клучни фактори за да опстане во целиот процес, има и околината, општеството. Колку и да има некој дете талент, некогаш и околината можеби да влијае, да отиде се во погрешен правец, но затоа сум јас тука да проценам таа ситуација и да ги усмерам, да ги направам подобри личности, без разлика тоа дали ќе станат успешни кикбоксери или нема да станат. Мојата цел е да ги направам добри луѓе, да бидат дисциплинирани, да бидат скромни. Ако успеам тоа да го направам, без разлика од исходот дали ќе биде кикбоксер или нема да биде водина кикбоксер, јас се чувствувам благодарен. Да, ова убаво го кажа, зашто навистина кога младите се занимаваат со спорт, тоа ги моделира и прави да бидат луѓе кои што се одговорни, дисциплинирани, посветени, а тоа сигурно во иднина ќе се рефлектира и на другите животни сфери. Што мислиш колку имаме како народ, како нација, добри спортски навики? Сега зборувам пред се за младите, но секако и општо и за повозрастните генерации. Дали се уште сме заглавени во оној формат дека слободното време најмногу сакаме да го поминуваме во кафеана со богата софра, со јадење, пиење, недоволно движење или полека се менуваат навиките кај просечниот македонец? Искрено јас поради тоа што не го практикувам тоа, не одам многу по кафани и слично и сум опкружен луѓе само што го сакаат спортот, само што се трудат и не го гледам толку често тоа. Моето обкружување се луѓе што грабаат, што се борат секојдневно. Тоа значи дека има многу такви. Има многу такви. Сепак го ставаат спортот на прво место. Па да, во моето обкружување мислам дека поголемиот број на луѓе се луѓе што сакаат спортот, што тренираат, што цело време се разговара за спорт, за исхрана, за такви работи. Ги спомнавме тие твои спортски остварувања за 2023-та и нели изборот за најдобар спортист за 2024-та. Сега веќе зачекоривме во оваа 2026 година. Какви се твоите планови, желби, амбиции за оваа предстојна година? Па искрено имав повреда. По втор пат ми се случи повреда, ставив малце крај на мојата боречка кариера, се фокусирав повеќе на тренерската улога. Но добро, тоа е како една нова фаза од твојот живот и од спортската кариера, кај што сигурно може да се постигнат многу работи. Длабоко во себе дека мислам дека можам да издржам уште неколку години барем како борец, но за тоа не можам да одлучам одма, морам да почекам да видам како ќе се одвиваат работите, колку брзо ќе ми заздравува мојата повреда, зашто е сериозна повреда. Мора да го слушаш и телото. Мора да го слушам телото, да не се водам емотивно. Како што кажав, јас си го сакам спортот и спремен сум да дадам жртва за спортот, но овој пат се решив да размислувам свесно и да не носам брзо одлуки, али јас би сакал да можам да заздравам добро и да можам да се надпреварувам барем уште 3 години од сега, али
ќе видиме здравје во иднина. Моментално сум посветен на заздравување и на мојот клуб, на луѓето што тренираат во мојот клуб. Тоа покажува дека иако си млад, дека си во една зрела фаза, кога веќе можеш да направиш таква проценка и мудро да не избрзуваш, туку да ги слушаш сите фактори, да ги земаш во обзир, за да ги донесуваш одлуките и да ги превземаш твоите следни чекори. Бобан, јас ке ти посакам оваа нова 2026 година да ти донесе остварување на многу твои соништа, да ти биде успешна на спортски план, на тренинзите со твојот клуб и секако што побрзо комплетно да заздравиш, за да можеш понатаму да одлучиш што сакаш и како сакаш да правиш. Мене ми беше чест и задоволство да имам на столчето спроти мене не само еден светски шампион, туку еден млад човек што е воспитан, одмерен, пристоен и навистина е задоволство што во нашава земја имаме такви млади луѓе како тебе, во моје име и во името на нашата телевизија и на емисијата Фактор Среќа. Ќе ти се заблагодарам што денеска одвои време да бидеш заедно со нас и секако со нашите гледачи. Исто така ти се заблагодарам и на тебе, поради тоа што ги следите моите успеси и се надевам дека во иднина ќе си следиме уште моите успеси. Ви благодарам од срце. Факторот среќа да те следи и во новава година и во сите следни години, а истото, почитувани гледачи, ќе го посакам и на сите вас. Останете во добро здравје, добро расположение и обкружени со Факторот среќа. Ние се гледаме повторно следната сабота со ново издание и со нов соговорник во нашето студио. Имајте мирна вечер и пријатна ноќ.